Ниската откупна цена ги дотолчи ризопроизводителите. Цените од 15 до 20 денари за килограм оризова арпа се катастрофални и со нив, како што велат, не можат да се покријат ни најосновните трошоци. Принудени се производството наместо да го продаваат да го складираат во амбарите. Која е цената нешто повисока може би се исплатила, но оваа цена не може да се покрие. Да платиш воден надомест, да платиш комбајн, да платиш џубрива, препарати за прскање, за тебе минимално нема да остане ништо. Поради ненавремено пуштање на вода годинава со жетвата се доцни речиси месец дена. Револтираните земјоделци прстот го вперуваат во водостопанското предпријатие. Касно ни пуштива вода. Значи, кога треба да пуштат вода, они тогава ги спремат каналите. Ние тражиме на 25 април да ни пуштат, од 27. Они ни пуштат негде околу 15 до 20 мај. И производството ни паѓа и касна жетвата ни касна. Состојбата од година во година станува се полоша, а ветувањата за повисока откупна цена останаа само изборни ветувања, објаснуваат од иницијативниот одбор на ризопроизводители, од каде што по завршувањето на жетвата најавуваат и масовни протести. 2017 година Николовски беше министр земјоделие. Тој го кажа следното: во колку дојдеме на власт, најниската цена ќе биде, значи откупна цена 25 до 30 денара. За жал, ето тоа беше само месец, 2-3, дури оризовата арпа достигна до 28-29 денара. Како заврши изборите, цената падна. Поради лошите земјоделски политики се намалува производството на ориз. Од над 5000 годинава под ориз се посеани само 3200 хектари.